Кашлица, течење од нос, болки во грло и треска. Симптомите честопати се слични кога ќе се почувствувате болни. Поради тоа е тешко да се разликува вирусна од бактеријална инфекција. На прв поглед, симптомите на новиот коронавирус се слични на оние кои ги знаеме од вообичаената настинка или грип и кај децата, велат лекарите. Значи коронавирусот и грипот и настинката, која е исто така присутна од тие другите респираторни вируси, ги погодуваат респираторните органи, имаат многу слични симптоми. Бидејќи сите тие што ги спомнав ги напаѓаат дишните патишта, имаме неколку вака отприлика ориентири кои што можеме да се ориентираме во текот на првиот преглед. Обично инфлуенцата, грипот започнува наеднаш, значи веднаш започнува, мајката ги каже од здраво дете до пред 1 сат, веднаш качи висока температура 40, и обично се манифестира само со температура првиот ден, за разлика од короната, која што почнува обавно кај неа симптомите и температурата обично не достигнува до 40 степен, некаде се движи околу 38,5. Сите се карактеризираат со едно понатаму со едно отежното дишење, губиток на апетитот е меѓу првите знаци на сите, кашлица, која што во почетокот знае да биде сува, меѓутоа покасно во зависност од тоа како се развиваат симптомите може да биде и влажна. За разлика од тоа кај респираторниот синцитијален вирус и овие другите вируси, кашлицата обично веднаш е влажна. Значи има некои ориентири кои што од прилика вака од нашето искуство што го имаме со работа со децата можеме да се ориентираме за што станува збор. Сега овдека можам да го спомнам право и настинката, која што е многу честа. Исто во денеш моментално, меѓутоа кај неа тоа трае обично неколку. Лекарите велат дека моментално најзачестена е настинката кај децата. Трае неколку дена и во најчести случаи поминува многу побрзо од грипот. Сосема е вообичаено малите деца да заболат од настинка 5 до 6 пати годишно. Тоа најчесто се случува во постудениот период од годината, односно во текот на есенските и зимските месеци, велат педиатрите.